за блажената вечност и за бедата на овој свет. Слугата. Блажено живење во небескиот град, сјаен дену на вечноста, кого ноќта никогаш не го помрачува, туку вечната светлина го осветлува. Денови на радоста и спокојството, кои никогаш не се менуваат во нешто спротивно. О, зошто тој ден веќе не заблескал и не заврши сето ова што е минливо? За светителите, тој блеска во својот вечен сјај. А ние, патниците на земјата, го гледаме само оддалеку, како низ магла. Небеските жители знаат за сите негови милини, а евините синови, се уште во прогонство, ги оплакуваат горчината и јадот на овој живот. Деновите на овој живот се кратки и зли, полни со болка и мака. Човекот се валка во многу гревови. Го фаќаат во мрежа многу страсти, го стега голем страв. Го мачат разноразни грижи, го расејуваат разни љубопитности, го заплеткуваат многу суети, го обкружуваат многу заблуди, го уништуваат толку многу напори, го притискаат искушенијата, го ослабуваат уживањата, го распнува немаштијата. О, кога ќе им дојде крајот на тие зла? Кога ќе бидам ослободен од несреќното робство на гревовите? Кога, Господи, ќе мислам само на Тебе? Кога целосно ќе се вселам во Тебе? Кога без препреки јас ќе уживам во целосната слобода, ослободен од секоја мака душевна и телесна? Кога ќе стекнам траен мир, без вознемирувања и сигурен однатре и однадвор мир зајакнат од сите страни? Добри Исусе, кога ќе ми биде дадено да застанам пред Тебе и да Те гледам? Кога ќе ја гледам славата на Твоето царство? Кога ќе ми бидеш Ти се во се? Кога ќе бидам со Тебе во Твоето царство, кое за Твоите избраници си го приготвил од почетокот? Напуштен сум и сиромав, прогонет во непријателска земја, каде што секој ден е војна и кај што се најголемите несреќи. Утеши ме во моето прогонство, ублажи ја мојата болка, зашто по Тебе воздивнува секоја моја желба. Тешко ми е се што ми пружа светот за да ме утеши. Би сакал да се соединам со Тебе, а не можам да ја достигнам таа неискажлива среќа. Би сакал да се предадам на небеското, а моите неизгасени страсти ме враќаат на земното. Мојата душа тежне е да се воздигне над се, а моето тело ме соборува долу и покрај сите мои напори. Така, во мене бедникот е војна без престан. И самиот на себе сум товар, зашто духот постојано тежне е нагоре, а телото надолу. О, колку патам кога во време на молитвата, додека размислувам за небеските работи,
ме престретнуваат мноштво телесни мисли. Боже мој, не оддалечувај се од мене и немој во гневот да го оставиш својот слуга. Испрати ја својата молња и растури ги, фрли ги своите стрели и нека се збунат сите замисли на непријателот. Сврти ги моите мисли кон тебе. Направи да заборавам се земно и брзо со презир да ги отфрлам тие грешни фантазирања. Вечна вистино, помогни ми никаква суета да не ме допре. Дојди кај мене небеска благодат и пред тебе нека исчезне се што е нечисто. И прости ми. И смилувај се, секогаш кога во молитвата сите мои мисли не се свртени кон тебе. Зашто јас искрено исповедувам дека често сум расеан. И во работата, и во одморот, мене често духот ме носи на друга страна. Јас сум таму кај што е мојата мисла, а мојата мисла е често кај она што го љубам. Најпрвин ми доаѓа на ум тоа што ми е мило само по себе или по навика. Затоа ти вистино јасно кажа, таму кај што е вашето богатство, таму ќе биде и вашето срце. Ако го љубам небото, со задоволство мислам на небеските работи. Ако го љубам светот, се радувам на светската радост и се жалостам поради светските неволји. Ако го љубам телото, често го замислувам тоа што е телесно. Ако го љубам духот, моја радост е да мислам на духовните работи. Зашто мило ми е да зборувам и да слушам за она што го љубам. И споменот на тоа го носам во својата самотија. Но блазена човекот кој поради тебе, Господи, сите тие работи ќе ги истера од своето срце и ќе ја совлада природата и со побожноста на духот ќе ги распне телесните желби. За од длабочината на својата мирна совест да ти принесе чиста молитва и целосно ослободен од се земно да заслужи да се придружи на ангелското пеење.